Гостивар е една од 4 пилот општини во кои се спроведува проект за даночна одговорност. Целта е граѓаните да се поттикнат редовно да го плаќаат данокот на имот и да се избегне присилна наплата. Истовремено да се промовира транспарентно работење на локалната самоуправа. Во рамки на проектот денес се одржа дебата со представници на местните заедници од селата, на која се дискутираше за нивните приоритети и потреби. Неконвенционалниот метод е да испрати известување до страна на даночните обврзници на кои што ќе ги истакне своите заложби кои што ги направила општината во изминатиот период. Истакнувајќи кои се проекти се завршиле во средината во која што се на која што живеат даночните обврзници, како и испраќање на потсетување дека се тие едни од помалкуте даночни обврзници кои што не си ги исплатиле своите обврски. Значи тоа е некоја мека комуникација, партнерска комуникација која што ќе ги поттикне граѓаните да не бидат дел од помалата група на граѓани кои што не ги подмирува своите обврски, затоа што најлесно е да се примени присилна наплата, меѓутоа не е секогаш во доменот на добра комуникација. Досегашните активности на проектот кои се спроведува 2 години придонеле на платата на данокот во Гостивар да се зголеми за 5%. Градоначалникот Арбен Таравари вели дека е многу важно да се мотивираат граѓаните да плаќаат даноци, со оглед дека тоа се главните извори за инвестиции на општината. Апсолутно дека секогаш има простор за мотивација, ако поминавме 2 години, скоро година и пол со пандемија и тешко е да се мотивира сиромашен човек кој што нема, како да речам, и за леп дома да го мотивирате да плаќа данок, меѓутоа повторно се работи за јавно добро, за добро на сите ние што живееме во нашата општина, така да на крајот ако сакаме инвестиции мораме да плаќаме даноци. Од таму се главните извори на финансирање на општината. Во Гостивар заклучно со 2019 година вкупно 15.000 даночни обврзници имале заостанати обврски по основ на данок на имот од минати години, што е 1/3 од вкупниот број физички лица обврзници. Од нив 3,5% целосно го подмириле долгот, додека 1,5% делумно.